раситнуваме и вториот ден од оваа недела, ден на вторник. И денеска од 10 до 11 часот ќе поминеме убаво и квалитетно време заедно во емисијата Сончевина на ТВ Сонце. Јас ве дружам во наредните 60 минути, а ви спремив интересни прилози, како дали сте знаеле, потоа интересен прилог за тоа како во денешно време се негува и до каде оди насоката на едно пријателство. И секако, додека од режија треба да ни го спремат прилогот Трансформација, кој што се случува по втор пат во емисијата Сончевина. Во вториот дел од Трансформација ни се пријави Сонја Ѓуровска, жена од 30 години, мамичка на 2 дечиња, која што доби навистина успешна трансформација. Убава блондинка, но ќе видиме нешто подоцна. Би сакала да ви го најавам и денешното гостување со цел да ве вклучиме и вас на 3130-137 и 3211906. Денешниот мој гостин за моја голема чест е адвокат Душко Ѓоргиевски, кој што ни дојде и ќе ни посвети малце време за да зборуваме на тема за стареност на побарувањето. Значи, се она што откако ќе застари, што понатака, дали луѓето после тоа се навистина олабавени од сите обврски или не, ќе чуете нешто подоцна, а сега на самиот почеток навистина со нетрпение сакам да ја проследиме трансформацијата број 2, што се случи во студиото на Сашо и Мики ексклузив. Девојката која доби преобразба, исто така и со шминка од страна на Глигор Бадев. Сега може да го погледнеме тој прилог, а потоа се враќаме со другите содржини. После првата успешна трансформација со Лидија, следува втората трансформација. Втора кандидатка ни е Сонја Ѓуровска. Здраво. Здраво. Што те натера да се пријавиш? Па, гледајќи ја првата трансформација, значи на вашата емисија и студиото каде што се правеше таа трансформација, значи многу ми се допадна и ме натера да се пријавам нели на следнава емисија и да бидам јас дел од сето тоа и ми се допадна крајниот ефект од сета таа работа и сето сработено од страна на Сашо. Одлично, кажи ми, пошто знам дека си млада мамичка, да. Дали многу долги години ја негуваш оваа коса, оваа боја и оваа фризура? Па да, затоа и сакав да направам нешто ново, нешто ексклузивно, да видиме сето тоа како ќе го изведе Сашо и ќе видиме. А што ќе прави Сашо? Па сега ќе направиме една промена кај нејце. Прво ќе направиме еден убав степен, бидејќи косата е тенко е влакното, за да добиеме поише на волумен. И на крај ќе изфинираме со волумен целата коса и така ќе биде бушаво, интересно, младалачки да изгледа тоа све. И ќе направиме една нијанса на косата, освежена да биде, пошто овие се тенки прамени, ја замислам со покрупни прамени, со поплави околу лицето, да се отвори тенот и е темен, малку да го освежиме тенот и према очите ќе изгледа многу добро. И обавезно за вечер мора да се прошета со фризурата. Ќе одиме негде? Фала Богу, да. Може заедно. Може. Пошто гледам дека сите направивме трансформација, Саша мене од плава ме направи темна, а гледам и тој повеќе нема коса. Повеќе немам коса, зашто доаѓа пролет и мене ми пречи многу коса и решив по ова лето да бидам вака со ваква фризура. Супер, а за да бидеме уште попрофесионални, имаме и професионална шминка. Тука ни е Глигор Бадев, фала што ни дојде и супер што ќе соработуваме. Но кажи ни што мислиш за вторава кандидатка, што најдобро би стоело според ликот, каков мејкап? Па сега се одлучивме да правиме вечерна шминка, така да ќе одиме со малце потемни нијанси, нешто кафено, малце црно, со контурирање, со осветлување, ќе биде супер. Сонја, среќно? Среќно. А вие следете, не?
Ни дојде крајот на оваа втора трансформација, кога Глигор и Саша завршија со својата работа и мислам дека очигледно е што се случи. Сонја, што мислиш ти? Како си задоволна? Јас сум премногу задоволна, благодарам значи до шминкерот и до фризерот и ефектот се гледа. Немам многу што да кажам. Нивна ли ни беше вторава кандидатка? Дали слушаше? Кандидатите секогаш слушаат, секогаш се супер. Јас само сакам да кажам дека ова што го изработивме сега, направивме волуменизирање на косата. Решив да ја направам со песочни бои, такви бои ставивме за да ја одговара на тенот и комбинација со шминка да дојде прекрасно. Шишањето е степеното како што се гледа. Ова сега ретро се враќаат фризурите од 70-80 години се враќаат назад фризурите, малце ретро. Одлично, Глигор Бадев, што направи човекот ти? И што, еве може да се види резултатот. Супер испадна, тоа е тоа. Каква шминка, во која категорија на шминка спаѓа оваа шминка кај Сонја? Вечерна, дневна, за посебни прилики? Е вечерна шминка, ама не многу темна, премногу темна. Значи, во согласност со тоа што ќе истоеше најдобро. Ја мислам дека Дали ќе препорачаме и на вашите пријателки можеби да се пријават? Да, секако. Значи, еве, поздрав до сите нив и ако сакаат ваква трансформација, слободно нека се консултираат со вас, студиото тука и тоа е тоа. Ајде камера, зумирај го ова. Поздрав! Во исчекување на Автомотосојуз представник да ни каже патишта и сообраќај низ Републикава и во исчекување на представник од Хидрометролошкиот завод на Република Македонија. Прво од режија ги прашувам дали имаме некој од нив? Немаме. Затоа почнуваме со сервисна информација од Македонија. Станува збор за бесплатни нефролошки прегледи во Систина. Со цел да ја подигне свеста на граѓаните за грижа на сопственото здравје, рана детекција и превенција на бубрежните заболувања, а воедно да се приклучи кон одбележувањето на Светскиот ден на бубрегот, а тоа е 8 март. Клиничката болница Аџи Бадем Систина организира акција за бесплатни нефролошки консултации и прегледи. Секоја чест за оваа акција, дефинитивно. Старт на саемот на градежништво. Станува збор за тоа дека денес ќе биде отворен меѓународен саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација. Манифестацијата ќе се одржи на Скопскиот саем во 3 изложбени хали со преку 300 представници и компании. Оваа саемска манифестација на некој начин го поттикнува движењето на економијата во нагорна линија. Преку мотото "Градиме иднина" за време на саемот на градежништвото 2012 во предворието на Скопскиот саем ќе се гради куќа од еколошки материјали. Интересно. Со тоа се продолжува духот на актуелниот тренд во градежништвото, бидејќи денес зелената архитектура добива се поголемо глобално значење. Дали можеби сега добивме некој од нашите редовни представници на Автомотосојузот и Хидрометролошкиот завод? Немаме се уште. Одиме со следна информација. Станува збор за прогласување на најуспешните алпинисти за 2011 година. Утре во зградата на Институтите на Медицинскиот факултет во Скопје, Македонската алпинистичка федерација свечено ќе им додели награди и признанија на најуспешните македонски алпинисти во 2011. Во рамките на свеченоста ќе се изврши и презентација на последните алпинистички акции реализирани од членови на федерацијата во февруари 2012 година во алпинистичкиот локалитет Малта во Австрија. Интересно. Она што се нарекува мала пажња или мал подарок, тоа би биле 2 влезници за една убава театарска представа во театарот за деца и младинци. Јас повикувам кој сака да отиде во петок на убавата представа насловена како Зрното, грашок и принцезата, нека ни се јави во текот на нашата денешна емисија за да ги доделиме овие 2 карти. Инаку таа ќе се случи во петок со почеток во 19 часот. Сега, она што е репертоар во овој театар е сабота во 19 часот игра
македонска приказна, интересна приказна, која што е базирана на нашата фолклорна традиција и нема ограничувања во години, значи буквално оваа представа е и за возрастни и за дечиња. И исто така во недела имаме волшебната флейта, преубава представа со почеток од 12:30 часот. Сега сакам да ви најавам во продолжение хороскоп, а после хороскопот ќе ни следува прилогот Дали сте знаеле, во кој подготвивме прашања како на пример дали сте знаеле зошто е крива кулата во Пиза, потоа дали стварно стоногалката има 100 нозе и секако тука е интересното прашање дали сте знаеле кој е најинтелигентното животно во овие светски простори. Ајде уживајте во продолжение хороскоп, па потоа прилогот Дали сте знаеле. Дали сте знаеле зошто кривата кула во Пиза е крива?
Кривата кула во Пиза е звоник или самостојна кула со звона на катедралата на италијанскиот град Пиза. Изградена е на плоштадот на катедралата во склоп на комплексот кој вклучува и катедрала, крстилница и гробишта. Иако било планирано да стои вертикално, поради лошите темели и слабата почва, кулата се накривила и до размери што морала да биде санирана за да не падне. До 1964, поради слабите темели и мекото земјиште, кулата се накривила до 5,5 степени кон југозапад од нормалата. Италијанската влада побарала помош за да се спречи паѓањето на кулата, но да се задржи накривеноста. На исправањето на кулата работел меѓународен тим од инженери, математичари и историчари. По реставрациите во 1990 и 2001 кулата се исправила за 45 см и е вратена на 3,9 степени. Со оглед на висината, ова значи дека врвот на кулата одстапува од нормалата за 3,97 метри. Со својата светски прочуена накривеност, кулата привлекува стотици илјади туристи годишно. Дали сте знаеле дали стоногалките имаат 100 нозе? Зборот цент доаѓа од латинскиот збор што значи 100. Така што може, заради тоа се мисли дека многоножното суштество, кое е наречено стоногалка, има 100 нозе. Но многу се ретки стоногалките кои имаат точно 100 нозе. Стоногалките поседуваат минимум 15 пара на екстремитети, од кои првиот пар, веднаш зад главата, содржи отровни жлезди и е модифициран во канџести екстремитети со кои се убива пленот. Сите стоногалки имаат по еден пар нозе на секој сегмент од телото, па ако има стоногалки се по 20 сегменти на телото, ќе имаат вкупно 40 нозе. Повеќето стоногалки имаат или 30 или 42 нозе, а само малку од нив имаат повеќе од 160. Зборот милипеде значи 1000 нозе, но како и незиниот роднина стоногалката и 1000 когалките немаат онолку нозе колку што и налага името. 1000 ногалките имаат минимум 30 пара на екстремитети, и тоа 2 пара на секој сегмент. Тие не се брзи како стоногалките и често се свиваат во форма на топка или испуштаат одбранбен спреј како заштита од предатори. Најголемиот број на нозе кои можат да ги достигнат е 355 пара или само 710 нозе. Дали сте знаеле кој го дал најдобриот гол на сите светски првенства? Диего Армандо Марадона е поранешен аргентински фудбалер, светски првак од Мексико 1986 и еден од најдобрите и најпопуларни фудбалери на сите времиња. На 13-тото светско првенство во Мексико 1986 Марадона бил двостепен стрелец на надпреварите на Аргентина со Англија. И двата негови голови на тој надпревар и денес добро се паметат. Првиот гол Диего подоцна го нарекол Божја рака. Вториот е ремек дело, кој е на многу ранг списоци е прогласен за најдобар гол на сите светски првенства. Сам ја продриблал половината од англискиот тим и голманот Шилтон и постигнал гол. Англискиот коментатор рекол дека првиот гол со сигурност е нерегуларен бидејќи е постигнат со рака, но затоа вториот вреди за 10. На тоа првенство ја довела Аргентина до титулата првак на светот во драматичниот двобој со репрезентацијата на Западна Германија 3:2. Дали сте знаеле кое е најинтелигентното животно на светот? Во дождовните шуми во Индонезија, во 90-тите години, група научници се обидувале да ги научат орангутаните на говор со рацете. Според едно скоро истражување, орангутаните се најинтелигентните животни на земјата после човекот, со повисоки способности за учење и решавање проблеми за разлика од шимпанзата. Орангутаните обично користат нешто за занимација како што е хранењето. Тие исто така се познати по тоа што си прават за солништа од лисја кои не се протекуваат над своите живеалишта. Некои од овие мајмуни биле израснати во заробеништво, но други биле слободни во текот на целиот нивни живот. Ако овие лекции се успешни, научниците би можеле да научат повеќе за нив. Орангутаните не живеат во големи групи како останатите мајмуни, туку живеат во осаменост и само кога е сезона на парење се здружуваат. Обично мажјаците патуваат сами низ шумата.
Женките се исто така сами, се додека не родат бебиња. Нормално, бебињата се со мајката, се додека не наполнат 4 или 5 години. Женка орангутан се пораѓа на секој 8 или 9 години. Кога возрастните ќе имаат средба во шумата, тие најчесто се игнорираат меѓусебно, а пак младите орангутани се повеќе пријателски настроени и имаат посебни пријатели во нивната група. Го погледнавте прилогот, дали сте знаеле? Во нашава емисија имаме вклучување прво на еден гледач кој што сака да ги земе билетите за представата која што ќе се случи во петок. Станува збор за Зрното, грашок и принцезата. Здраво, дали се слушаме? Добро утро, се слушаме. Кој ни се јавува? На телефон Маја Милановска. Маја Милановска, како си ми денеска? Па добро, еве да гледаме вас и така одмараме пред подбор. Така, домче сте си, не работите или пак? Попладне сум на работа и од сабајле вас се пред. Попладне, супер. Значи, Зрното, грашок и принцезата, која игра во петок, со почеток од 19 часот. Картите ќе си ги подигнете на самата билетара, најкасно до 18:30. Ви благодарам многу. Договорено? Да. Поздрав, сега слушајте, имаме многу интересно гостување. Па везно, поздрав и до Поздрав, вас. чао. Ајде, А моето денешно гостување, како што најавив, адвокатот Душко Ѓоргиевски. Како си ми, адвокату? Добар ден, поздрав до гледачите на телевизија Сонце. Како и секојаш расположен. Расположени. Да. Супер. А денеска ќе зборуваме за застареноста на побарувањата. Многу интересна тема, но и осетлива, бидејќи има многу работи што барем јас како читав материјалот не сум ги знаела. Но за сите закони се нешто различно, па затоа денес на нашите гледачи ќе им објасниме да ги доближиме малце повеќе до овие проблематики и кој има некои конкретни проблеми, слободно го повикуваме да ни се јави за нашиот стручен гостин адвокатот Душко да проба барем да им даде насока и да им објасни. Ајде на самиот почеток, што точно представува застареност на побарувањата? Па застареноста на побарувањата е еден институт кој што е предвиден во Законот за облигациони односи. Сега, значи, се наоѓаме на полето на граѓанското право, не на кривичното. Тоа е еден период во кој што може со успех да се бара, да се наплати одредено побарување, односно по истекот на определено време кое што со закон е определено, доверителот може да бара исполнување на определена обврска која што има должникот спрема него. Интересно е за ова прашање да се спомне дека судот по службена должност не внимава на роковите на застареност, значи самиот должник може да се повика на правото, односно да вложи материјално правен приговор дека побарувањето е застарено. Така. Што значи ова? Народски кажано, нели некој знае дека му должи на некој, меѓутоа тоа не може да оди во недоглед. Законодавецот предвидел одреден период, што значи од една страна да го дисциплинира и доверителот, да се грижи самиот за своите побарувања, за да може успешно да ги наплати преку една парница која што е водена за тој случај. Кажи ми, кога точно почнува да тече едно застарување на некое побарување? Во кој момент се За случува да почне да тече застарување на периодот на застарување на побарувањето, значи побарувањето треба да биде стасано. Што значи тоа? Фактура која што издаваат фирмите има различни рокови, меѓутоа претежно се зема рокот од 8 дена и тоа треба да стои во фактурата. Значи, после кој период може доверителот да бара наплата на фактурата. Има одредени фактури кај кои што зависи од договорот помеѓу странките, се договараат рокот на валута, односно на стасаност на фактурата да биде 8 дена, 15 дена, 30 дена, 60 дена, зависи значи од договорот помеѓу странките. Откако ќе измине тој доброволен рок, почнува да тече рокот на застареност. Во кој случај може да се поднесе приговор, а во кој случај не би требало да се поднесе приговор за застареност на побарувањето? Па, приговор може да се, дека одредено побарување застарено може да се поднесе доколку е поминат рокот кој што е предвиден во Законот за застареност и тогаш со успех доверителот во таа постапка би се одбранил, односно би успел во спорот.
Што се случува кога некој должи на некого, меѓутоа после тоа се префрла тој долг од едно лице на друго физичко лице или правно лице? Дали одново почнува да тече застарувањето или продолжува? Ова е една специфична ситуација, значи побарувањето може да биде отстапено на со некој договор, претежно со договор за цесија помеѓу два субјекти и роковите на застареност продолжуваат и спрема примачот на поборувањето, односно примачот на долг. Дали имаме некој конкретен пример од вашето искуство? Некој пример во кој се случило ваква застареност, па потоа се... Па да, имам во пракса до сега, може да речам скромна пракса од околу 10 години, меѓутоа има доста предмети кои што со успех сум се повикал на застареност или некој колега од спротивната страна. Така, и некој се спасило долгот. Да. Така. Кажете ми, дали постои можност во законот да тоа застарување, односно временскиот рок да се продолжи или пак скрати? Не, овде се работи за законски рокови, значи за различни побарувања, законите имаат определено различни рокови. И со договор странките меѓусебно не можат нити да ги продолжат роковите, нити да ги скратат, ниту пак должникот може со изјава да се откаже од рокот на застареност пред да настапи. Така. Јас уште еднаш ги повикувам нашите гледачи, некој кој може би има конкретен проблем со ваква, значи во процедура на некој долг или некој му должи, па ако не знае како да се справи, еве може бесплатни правни совети да добие. Дали постојат права кои воопшто не застаруваат? Па меѓу правата кои што воопшто не застаруваат се правото на собственост. Значи правото на собственост? Да, правото на собственост не застарува по истекот на неограничен број години. Значи треба само да има собственост над одреден недвижен предмет и собственик. Така. Може ние да одмориме со едни флеш вести, а потоа се враќаме назад.
оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. One way or another, I shall have deliverance. И продолжуваме со денешната тема која што гласи за стараност на побарувањето. Стигнавме до законите. Сите различни закони сигурно си имаат и своји различни рокови на застарување. Пред малку ме праша за она кои побарувања не застаруваат. Да. Значи, тука е правото на собственост, правото на залог, службеност, правото на исплата на алиментација. Значи, тие права не застаруваат, така да речеме, правото на исплата на алиментација трае се додека должникот, односно нешто треба да ја плаќа алиментацијата, тоест се додека човекот, односно детето на кого треба да ја плаќа не наполни 18 или доколку студира редовно до 26 години. Наполнети 26 години доколку е редовен студент на некој од факултетите. Меѓутоа, во тој поглед нема бегање. Да, во тој поглед сепак кога би се водела постапка може да се наплатат побарувања кои што не се постари од 3 години. Сепак постои ограничување. Како што спомнав пред малце, законот овде се грижи доверителите да се на некој начин дисциплинираат, односно да самите да се грижат да си ги остварат своите побарувања во судска постапка. Сега може за различните закони и тоа дали и тие имаат различни рокови на застарување? Да, зависи за каков однос се работи. Општиот рок на застареност според законот за облигациони односи изнесува 5 години. Меѓутоа, доколку се работи за побарувања кои што се помеѓу фирми и побарувања по фактури, тој рок изнесува 3 години. После 3 години од стастановста на фактурата не може да се со успех да се оствари правото, се разбира доколку должникот се повика на овој рок на застареност. За оние побарувања кои што се утврдени со правосилна судска одлука, значи може успешно да се извршат во наредните 10 години. После 10 години од настапувањето на правосилноста не може да се наплатат таквите побарувања. Дали има предмети во кои и воопшто не започнува да тече едно побарување и доколку ги има, кои се причините за тоа? Че во кој случај воопшто и не започнува да тече? Дали има можеби нека пречка на некоја повреда или временски нешто што се случило во текот на тој предмет, па не може ни да почне да тече едно застарување? Се работи во овој случај за специфични побарувања, односно за, да речеме, некое лице кое што работи во некоја семејна заедница, побарувањата помеѓу него и работодавецот во тој период додека работи се смета дека постои застој, односно побарувањето не тече. Така, а дали може да се случи прекин во застарувањето? Да престане да тече тој период на застарување? Па може да биде... Што значи тоа прекин? Прекинувањето значи дека ако застареноста се прекине, роковите престануваат, односно почнуваат да течат однова. Значи таков само прекин, може со однов почеток на застарување? Да, доколку се повлече поднесената тужба што е пред судот, се смета дека воопшто не е настанало прекин на застарувањето. Сега би сакал да постојат и други рокови на застареност, кои што се определени со некои закони, значи различни се дали се работи за побарување за надомесна штета или за побарување, да речеме, за комунални услуги, за
услуги кои што испорака на топлинска, електрична енергија, што е многу сметки чест за пример во телефон. нашата држава. Мислам дека ова ќе ги заинтересира гледачите, тие побарувања застаруваат за една година. Сега овие фирми кои што испорачуваат такви видови на енергија, топлинска, електрична, мислам дека се уште во Македонија постои монопол на овој пазар, така што преку одредени правилници се трудат да го изменат овој рок. Меѓутоа би требало да се водат постапки за да се поништат таквите одлуки или правилници кои што се воспротивно со законот. И после една година од испорачаната топлинска, односно електрична енергија или оджачарски услуги или слични такви некои услуги, овие побарувања застаруваат. Сега кај луѓето, кај граѓаните се ствара една забуна колку време, да речеме, треба да ги чуваме сметките за платена електрична енергија. Така често поставувано прашање, да. Ова прашање е интересно од еден друг аспект. Судовите се преоптеретени со вакви, во принцип, ситни предмети, меѓутоа додека се поднесе тужбата, додека предметот се земе во работа, поминува доста голем временски период. Така да може да се случи од денот на поднесувањето на тужбата, која што е поднесена во рок, значи не е после истекот на една година, до моментот на доставувањето на тужбата до тужениот, да поминат уште 2-3 години. И кај граѓаните се ствара една заблуда дека тоа побарување е застарено затоа што, да речеме, од сметката која што е утужена, поминале, додека да влезе предметот во процедура, поминале 3 или 4 години. И сметаат дека е застарено, меѓутоа во повеќето случаи се испоставува дека не е застарано побарувањето, бидејќи овие фирми кои што се обидуваат да си ги наплатат своите побарувања, имаат стручни правни служби кои што внимаваат на овие рокови. Така. Душко, ајде сега да избегаме од темава. Освен тоа што работиш како адвокат, веќе беше гостин во нашата музичка емисија на мојата колешка Петрина. Во слободно време вие за душа и пеете. Имате веќе и издаден еден албум. Како се вика албумот? Па албумот е издаден за македонската телевизија, се вика Да ја немам песната. Тоа е една победничка песна која што во времето кога се организираше фестивалот Цветници ја освоих првата награда од стручното жири. И од тогаш не сум се одважил да снимам уште еден албум. Еве сега сме во преговори со Радио Роса, каде што знаете. Интересно е зашто двете бранши навистина се различни. Како успеваш да бидеш успешен и во едната, а богами и во другата? Па не би рекол дека се многу различни. Јас стално знам да кажам дека и двете ги почитувам како слободни уметности, односно слободни дејности. И таа слобода навистина ми дава простор да можам да си го испланирам своето време, да се организирам, да работам кога другите не ми пречат или кога јас не им пречам на другите, а во време на викендите да гостувам некаде како пејач. Одлично. Дали имаш време за дружење, пријателство? Да ти кажам, многу тешко наоѓам време, меѓутоа моите пријатели знаат каде настапувам, обично се слушам. Знаат каде да те најдат. Така, Душко, јас те благодарам за денешното гостување. Ова беше една почетна тема со која те го скршивме мразот. Ние понатака ќе опфаќаме многу поинтересни теми, како што се, например, разводи, паркинг, проблеми и така натака. Те прашав за пријателството затоа што во продолжение имаме спремно еден интересен прилог, а тоа е до каде во денешно време сме со пријателствата, колку имаме време за нив и како еволуирале од давнешното минато па се до денеска. Уште еднаш поздрав, се гледаме во друга прилика. Дали пријателствата избледуваат во текот на животот? Другарската љубов може да се каже дека е една од најискрените видови на љубов, бидејќи пријателите се луѓето кои сами ги избираме, кои не се крвно поврзани со нас или го представуваат другиот столб на нашето семејство. Но колку во денешно време се уште постојат искрените пријателства и блиската поврзаност со другарите? За многумина, термините другарство и пријателство немаат разлика, но некои за другари ги сметаат поблиските, додека како пријатели се дефинираат сите останати луѓе со кои се дружат и поминуваат одредено време заедно.
Да се нарече некого другар, значи дека му давате статус на блиска личност, врз која можете да се потпрете во секој момент, да споделите се што ве мачи или радува, дека имате цврста емоционална врска со човекот со кого поминувате и сакате да поминувате повеќе време заедно. Но современите услови за живот се повеќе поттикнуваат индивидуализам, егоизам, ориентираност кон сопствените интереси, искористување на другиот за своји лични цели, што доведува до помал опстанок на вистинското пријателство. Народно кажано, општеството еволуирало до степен кога се дружиме од потреба, било да е тоа заеднички интерес во работата, хоби или некоја друга социјална врска. Наспроти тоа, луѓето кои живеат во потешки животни околности и сиромаштија имаат поголеми шанси и развиваат поблиско и поискрено пријателство, а ги поврзува една од најголемите човечки особини – солидарноста. Луѓето знаат дека во најтешките моменти можат да се потпрат еден врз друг, што им ги зголемува шансите за преживување. За разлика од класите на преживување, во зоната на квалитетниот живот владее друг менталитет. Врските помеѓу луѓето се површни. Капацитетот за солидарност е многу помал, најчесто ограничен на личниот интерес. Луѓето кои имаат многу не сакаат тоа да го делат со другите, а нивното дружење се сведува на бизнис партнери, луѓе кои во иднина можат да им користат и пријатели од кои би извлекле некаква корист. А и да се случи пријателство помеѓу добро обезбеден човек и некој со не толку удобни услови за живот, скоро секогаш се јавува позајмувањето пари како убиец на искреноста на врската. Во добро ситуираните кругови, кога ќе се појави потешка ситуација, искушение за цврстината на пријателството, очекуваната поддршка и помош од тогашните пријатели најчесто изостануваат. Реалност е дека во текот на животот опаѓа вредноста на дружењето и пријателствата. Овие две социјални појави се наискрени во најмалата возраст помеѓу децата и младите. Кога ќе стапнат тие во светот на возрастните, исполнет со премногу обврски, малку слободно време и борба за опстанок, најмногу трпат пријателствата, сведувајќи се на колеги од работа, бизнис партнери и луѓе кои ги поврзува некаков заеднички интерес. Но, искреното другарство значително го подобрува квалитетот на животот. Затоа, и во подоцнежните години, мора повторно да научиме да се дружиме. Зашто секо е наше ново гледање, веќе еднаш него сметаш ти за состанок, од кој што можам јас да сметам дека секој ден ќе те гледам. Кажи зашто една бај, моја топла преградка, кажи зашто не ја сметаш ти за предлог, од кој што можам јас да сметам дека секој ден ќе те гушкам. Ми треба само љубов, до крај само љубов, ми треба само љубов, љубов искрена и јас сакам да е твојата љубов толку силна. Ми треба само љубов, само љубов, ми треба само љубов, љубов искрена и јас сакам да е твојата љубов толку потребна. Кажи кога еднаш пат, после се што помили, едно нешто ќе го сметаш ти за љубов.
За оние кои што се слободни во ваков работен ден како што е вторник и среда утрешниот ден, еве ги настаните кои може да ги посетите во нашиот град. Во вторник денеска Мачарот во Чизми игра во 10:15 кино Рамстор. Ранго е проекција на кино која што игра во 11 часот во кино Рамстор. Полнок во Париз 13 часот кино Рамстор. Кожата во која живеам кино Рамстор со почеток од 17 часот. Парада 17 часот Рамстор. Во земјата на крв и мед во режија на Анджелина Джоли 17:30 во кино Милениум. Вечери на женски права 3 во МКЦ со почеток од 19 часот и Правда на сите, филм насловен со почеток од 20 часот во кинотека на Македонија и Предавство во 22 часот во кино Рамстор. Од театар за денеска имаме Госпоѓа министарка во Македонскиот народен театар со почеток од 20 часот, а од саеми го имаме саемот за градежништво, како што ја прочитав и претходната сервисна информација, со почеток од 10 часот, значи тој веќе е во тек на Скопскиот саем. Тоа се настаните кои што доколку сте слободни и расположени за шетање, може да ги посетите. Ние тука го привршуваме денешното вторнично издание на емисијата Сончевина. Ги поздравувам Сашо и Мики ексклузив, ја поздравувам Маки од Ламер Козметика и ги поздравувам Кико, неговиот прекрасен брат од Оптика Ели, кои што нудат најдобри и најквалитетни очила како за сонце, така и диоптерски. Гледајте не и утре, утрешното издание со ново гостување и нови содржини. Имајте убав ден!